Почитувани гости, добар ден и добро дојдовте на свеченото одбележување на денот на нашето училиште, кое со гордост го носи името на нашиот патрон, големиот Гоце Делчев. Оваа година одбележуваме 154 години од раѓањето на овој македонски великан, чии лик и дело се трајна инспирација за сите нас. Сонувај, верувај, учи е мотото на нашето училиште, во кое веќе 68 години учениците со љубопитност го откриваат светот на знаењето. Но нашето славно Гоце Делчев е далеку повеќе од училиште. Гоце е вистинска ризница на знаење и умења, неисцрпен извор на учење и воспитување. Тука децата растат со насмевка, учат да веруваат во себе, храбро да сонуваат и со прегратки со другите. Во оваа средина, тие созреваат во личности кои се ценат себе си, а истовремено ги прифаќаат, почитуваат и сакаат различните од себе. Нашето драго училиште, Гоце Делчев центар, е вистинска сонувалница, каде со радост ги пречекуваме учениците, но и една прекрасна радосница, од која испраќаме недобри ученици кон големиот и волшебен свет на знаењето. Нека ни е честит денот на училиштето, со желба за многу и успеси и детство исполнето со радост и убави спомени. На повикува нашата драга директорка Маја Ангеловска да ве поздрави. Почитуван градоначалник на општина Центар, господин Горан Герасимовски, почитувана раководител на јавни дејности, господја Јагода Јанковска, почитувани гости, ценети родители, наставници и ученици. Денешниот ден е посебен за сите нас, бидејќи заедно чествуваме 68 години од постоење на нашето училиште. Училиште, кое со гордост го носи името на најпознатиот македонски учител и револуционер Гоце Делчев. Денес заеднички се потсетуваме за вредностите, но и за заветот кој ни го остави тој, љубовта кон татковината, знаењето и слободата. Неговата визија за слобода денес ја преточуваме во идеалите што не водат кон слободен детски свет. Затоа што детскиот свет е најубаво место на овој свет. Тој е пун со смеа што звони како звонча, со искрени прегратки и сни без граници. Во очите на децата се кријат звезди, а во нивните срца безусловна љубов, бидејќи тие светот го гледаат со срца, а не со очи. Затоа и Тоше пееше. Децата се невини, да учиме од нив за вербата и надежда. Нам ни треба да е жив сонот што ги храниме. За нив малите нешта се големи чуда. Капката дожд е игра, хартиеното авионче е авантура, а насмевката најскапоцениот подарок. Тие знаат да се радуваат на секој нов ден, да простат брзо и сакаат силно. Во детскиот свет нема маски. Има искреност, фантазија и верба дека се е можно. Таму каде што возрастните гледаат пречки, децата гледаат патишта. Таму каде што ние застануваме, тие трчаат со надеж. Затоа, со сите сили и многу љубов, да го чуваме детскиот свет, нивната насмевка, нивните сни и нивната доверба. Затоа што кога тие се срекни и нашите животи се исполнети. Тие се нашето денес
нашето утре, нашата иднина. А детскиот свет е најслаткиот подарок што животот ни го дава. Затоа сите заедно треба постојано да се трудиме, да ги подобруваме условите за работа и професионално да се усовршуваме, за да го направиме светот достоен за нашите деца. Би сакала да изразам една неизмерна благодарност до директорот на МНТ, господин Никола Кимовски, што денес ширум ги отвори вратите на овој театар, за да сите се чувствуваме удобно. Ви благодарам. Сега го повикувам градоначалникот, таткото на општина Центар, господин Горан Герасимовски, кој заедно со своите сектори и вработени секојдневно работи за подобрување на условите во училиштата и инвестира во учениците преку најразлични проекти, стипендии, обуки на наставниците и многу други идејни решенија. Го повикувам да се обрати. Ви благодарам. Благодарам, директорке, почитувана директорка, драги ученици, почитувани наставници, драги родители и гости. Денеска го славиме патронатот на училиштето Гоце Делчев под едно многу убаво, искрена тема, колку е сладок детскиот свет. Тој свет е исполнет со насмевки, искрени емоции, богата фантазија и чиста радост. Во детскиот свет се е можно, а со ништата се големи и храбри. Нашата обврска како возрастни и како општина е да го зачуваме тој свет, да создадеме сигурна, грижлива и инспиративна средина во која децата ќе растат, ќе учат, ќе се развиваат во добри, одговорни и среќни луѓе. Како општина ќе продолжиме посветено да вложуваме во најмладите, преку обезбедување на нови училишни униформи, бесплатен оброк и бесплатна училишна екскурзија, затоа што грижата за децата е најважна инвестиција во иднината. Училиштето Гоце Делчев е место каде што детскиот свет се негува секојдневно, преку знаење, грижа и посветеност. Ви честитам на сите за трудот и љубовта што ја вложувате. На учениците им посакувам секогаш да го носат детскиот сјај во себе. А на наставниците и родителите сила и инспирација да го чуваат. Да ви е среќен патронатот и нека детскиот свет секогаш остане најубаво место за живење. Мотото на денешната свеченост е колку е сладок детскиот свет. Денес ни изигра песна и искрени детски насмевки. Нашите ученици ќе ни покажат колку е прекрасен светот кога се гледа со чисти детски очи. Секој чекор, секоја насмевка и секој детски глас носи радост, топлина и љубов што го исполнува секој простор. Децата што ќе настапат на оваа сцена со својата спонтаност и разиграност ќе не потсетат дека детскиот свет е најслабок, токму затоа што е искрен и безгрижен. Денешната програма е вистинска прошетка низ тој детски свет. Место полно со смеење, музика, игра и пријателство. И токму затоа мотото колку е сладок детскиот свет ќе го почувствуваме во секоја точка што следува. За миг, сите овие деца што нетрпеливо чекаат за сцената ќе создадат вистинска магија. Ќе го почувствуваме она што го чувствуваат тие. Светот е сладок како шарена бомбона, вкусен како најубавото чоколадо или пак чаша какао. Уживајте!
сум јас, два јас и ти, а еден и два се заедно три. Светот има 4 страни, царското пати се храни. Шешици на китара има, недела 7 дена прима. Октава има 8 ноти, а мачка 9 животи. Бог се каже понесе, што има пред до 10. Еден ден во Македонија, а две очи се хармонија. 3 зъби има баба стара, 4 крила бубамара. Континенти има 5, а 6 личиња на свет. Ако ги избројам ја среду, светски чуда има 7. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 8, 7, 2, 9, 8, 6. Under 2, under 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm time grind. 1, 2, 3, 4, 5. 10 дена прво минат, 9 зрна грозја чинат. Октопод со 8 краци, 7 луди смешни фаци. Коцката е со 6 страни, на палма растат 5 банани. 4 чаши јајец жеден, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Еден ден во Македонија, а две очи се хармонија. 3 зъби има баба стара, 4 крила бубамара. Континенти има 5, а 6 личиња на свет. Ако ги избројам ја среду, светски чуда има 7. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 8, 7, 2, 9, 8, 6. Under 2, under 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm time grind. 1, 2, 3, 4, 5. Оливера Николова. Се будевме и заспивавме со неговите детски лудории. Замислувавме како би било да сме на местото на неговата Лидија и секогаш, ама баш секогаш имаше по некоја случка која очајно посакувавме да изведеме во реалност. Не ќе постоеше Соки Поки, ако не постоеше Лидија.
додека вие се мислите како да си го разубавите денот, Зоки Покивек уште од мал знаеше со што може да се купи сиот свет. Во едната рака Зоки силно стегаше 2 парички, а со другата ја држеше Лидија. Што сакаш да ти купам, Лиде? Има многу пари. Све би направил за мојата најдобра пријателка. Сакам пандалка. Црвена и зелена и жолта и сина. Нема таква панделка. Да има. Нема, јас знам повеќе од тебе. Ти ништа не знаеш и ништа не сакаш да ми купиш. Посакај нешто друго. Веднаш ќе ти го купам. Добро, сакам гума. И црвена, и зелена, и жолта, и Нема сина. таква гума. Да има. Нема, посакај друго. Сакам јајце. И црвено, и зелено, и жолто. Пада и црвено, и зелено, и жолто, и сино. Што сакаш ти поправо? Сакам се сакам. Се жолто, се сино, се црвено, се зелено. Како се? Се што оди, се што лета, сиот цвет. Да, за сиот жолтен зелен цвет. Чичко, сакам да купам сиот цвет за Лидија. Како? Сиот жолтен зелен цвет. Ја плачам ли ви? Така. Овој Лиде? Леле зо. Ама е сладок сиот цвет. Да го изгризам ли? Светот може да има многу бои. И црвена, и бела, и жолта, и зелена, и сина. Магијата е насекаде околу нас. И со чиста искрена мисла, и детски срца полни со љубов и топлина, може да се добие сиот свет.
Јас сум како фраер, а јас сум како дама. Ние сме си пар, а иста страна. Се вкусно, за това што не знам. Оставим друга. Новия начин. Се вкусно, како Шупајка. Уште кога си бев малечек, од клас си писка направив. Со неа свирев, подскаквев. И по зелени ледини си трчав по пепелуки. Достигна други години. Да свира мило ми беше. Радосен свирка направив и со моите другари трчав со срце весело. Играв по поле широко, шетав по гори високи и низ езера поминав. Сега се други времења. Ја сега неќу да трчам. Не ми е мило да шетам, ни сака игри другарски. Сега што ми е најмило, дружба да има шупајка. Да најда место високо, под ладна сенка даба. Пред мене поле широко, под нозе рече да тече.
над глава ветар да шума. И ја на дъбот навален да свира со шупельката. Как ќе му учи срца? Константин Миладинов. Еве тие детски игри со срце весело. По зелени ледини со другарите трчаме по пеперутки. Навистина нема поубаво. Но сега ќе ви раскажам една малку поинаква приказна. Во едно друго време, на едно друго место. Но повторно приказна за нашите другари за едно вистинско другарство. Приказна за тоа колку лесно можеме да го расипеме другарството и да ги повредиме другарите дури без да сакаме. Но и приказна за тоа како можеме да се простиме и да се смириме. Почна се скинаа сликички, се кажаа неубави зборови. Навистина многу неубави зборови. Но чекајте, има уште. Ајде да прашаме Лилија што мисли. Лилија, ти од чија страна си? Како мислиш, чија страна си? Ово, наша или од Бог? Не сум од ничија? Зошто не си од наша? Не знам, не сум од ничија. Ти уште ти збориш со него? Зошто да не сум? Па не ми ти рековме дека сме скарали со него. Па добро, аз не сум скарала со него и плюс. Зашто се карате за глупости? Не се глупости. Оки е лош и злобен. Глупа. Добро, Боки, дружби не е најдобар на цел свет, тоа се знае, ама не е ни толку лош. Плюс негова да викате да некој е лош, злобен или глуп. Ау, ти кога рече дека Сонја стори од влесе дебела? Па добро,
мора да идемо во погреб. Амо, вие нашли ли сте па? Нема, ако одбијаците заедно ќе се истошат. Како? Знаеш како? Како? Како во тројцата мускетари. Филмот? Како кој? Како филмот за тројцата мускетари. Јас немам време на тој филм. Ајде идеме. Сигурен си нинџа? Сигурен. Кај се обрактете, брани, а? Кај? Дали ќе нас гасиш, бе? Ајде оставите го. Што сакаш, бе, ти ги тоа тука? Јас не си идам. Вие сте тие што треба да се одите. Онака ова не е ваш школа. уште еден ми дое за чот. Абе, Гитло, да не ме слушате. Вие ме ги тука, ова е наша школа. Еј, види ги. Абе, да му тукнаме да намалио. Само пробајте и си имате работа со мене. Девојче, ај не се мешаш со машки работи. Иди веќе со пукни не ме двуми тука ние. Да, бе, да, види ги маливе, многу модни ги. Соки е нинџа, јас само веспам кикбокс. Баш да видам што ми може. Сите за еден и еден за сите. Одете си од тука и да не сте се вратили. Ова е наша школа. Ајде, ајде, си од мене, нема работа да се марам со процили, бе. Ај, стварно. Чеки си го викам, брату. Еј, уште еднаш ако ве сретнеме, ќе ви скршиме, ме слушате, бе? Ајде, чекам. Ако ме фати вратно и ќе ви искриш. Да, сигурно. Дечки, Бог да не удря се, бе, да не те боли нешто. Не, тогаш. Супер. Еј, кажете како ќе истера. Баш. Како тројцата мускетари. Дечки, фала, стварно се добро живее. Не знам зашто го направи тоа. Нема да се. Не е важно тоа сега, да го заборавиме. И ова е важно. Да не се караме и да не се навредуваме. Сите за еден и еден за сите! Така сите повторно беа другари. А Зоки научи 3 работи. Прво, дека секогаш треба да им се помага на другарите во неволја. Дека ништо, ама баш ништо не е посилно од другарството. И трето, дека не мораш да бидеш нинџа или мускетар за да бидеш храбар.
гледам спомените за него. Тие ми освежуваат, издигнуваат душата и си извор на моите најмили уживања. Добро ќе се знатрчаш, па ќе седнеш крај масичката за чај во својата висока фотелја. Доцна. Одамна си го испил својот дел од сладкото млеко. Дремката ти ги затвора очите, но не се помрднуваш од местото. Туку само седиш и само слушаш. И како да не слушаш? Мама разговара со некого и звуците на низиниот глас се толку сладки, толку пријатни. А тие звуци толку многу му зборуваат на моето срце. Со замаглени очи од дремка, јас внимателно го гледам незиното лице. И одеднаш таа станува сосема малечка. Лицето не е поголемо од петлица, но јас сепак ја гледам сосема јасно. Гледам дека ме погледнува и дека се насмевнува. Пријатно ми е да ја гледам толку малечка, како сликите од децата што се огледуваат во зениците на очите. Но јас мрднав и убавината исчезна. Ги подзатворам очите. Се помрднувам. На секој начин се трудам да ги обновам тие убавини. Но се е залудно. Лав Николаевич Толстој. Прекрасни спомени за детството. Детството треба да биде најубавиот, најбезгрижниот, најсовршениот период од животот на човекот. Детето е гладно и жедно за топлина, нежност и разбирање. Но најмногу му е потребна љубов. Но дали секој дете има вакво детство? Затоа сега, од овде, испраќаме гласно порака. За секој дете сакаме сладок детски свет, исполнет со бескрајни детски игри.
детската соза, што тажи и моли. Може ли некој во војни да сака? Може ли некој на дете да подигне рака? Може ли некој да не го боли детската соза, што тажи и моли? Може ли некој да не се срами тоа што деца остави сами? Далеку негде некој ме сака, љубов ми праќа, Бога барака. Се прашувам како би изгледал светот ако сите бевме исти. Некои деца се тивки и повлечени, малку зборуваат, други пак се палави и полни со енергија. Трети се ситни или пак поголеми. Но сите се еднакви и посебни на свој начин. И дали навистина треба да правиме разлика меѓу нив? Некој дете може би не слуша, но знае да сака. Некој може би не гледа, но сонува исто како сите други. Секој дете има исти желби. Да игра, да истражува, да се забавува, да се радува и да ужива. Детското срце е големо и чисто. Кога ќе сретнеш некој кој е различен од тебе, прифати го таков каков што е. Вистинската големина на човекот се мери со тоа колку умее да прифаќа, да разбира, да помага и да сака вистински. И едно големо гуши бац од сите нас. До следната година.